Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Тајната на Богочовекот. Христос сега нема тело на земјата освен твоето. Нема раце освен твоите, нема стапала освен твоите. Твои се очите низ кои треба да биде видено Христовото сочувство за светот. Твои се стапалата со кои тој ќе оди низ светот правејќи добрини. Твои се рацете со кои тој ќе ги благослови луѓето сега. Света Тереза Авилска. Најголемата тајна што секој човек ја носи во себе е тајната на Богочовекот, не знаејќи дека му е дадено правото самиот тоа да биде. Секој човек, таков каков што е совршено суштество и неповторлив уникат. Милиони луѓе умреле во потрага по Бог, за кои се поставувани безброј прашања, но малкумина се сетиле да погледнат во своето срце и душа. За истото тоа зборува една приказна, за која верувам дека секој од вас ја слушнал. Господ се изморил од постојаните барања на луѓето, па решил да се скрие некаде каде што никој не може да го пронајде. Ги повикал ангелите и ги прашал: каде е најдобро да се скријам? Тие му предложиле: на дното од океанот, на врвот од невисоката планина, на темната страна од месечината и така натаму. Тогаш Господ го погледнал својот најмудар ангел, кој веднаш му одговорил: скрии се во човековото срце и во човековиот ум. Таму никој никогаш не проверува. Сега најдобро разбравте зошто, речиси, сите луѓе кои дојдоа и си заминаа од овој свет, не го најдоа Бога, а само мал број мудреци успеаја во тоа. Тајната е во секој човек. Каде и да одите, таа е во вас и ве чека да ја повикате, за да ви се открие самата. Оваа иста тајна од секогаш постоела и била во сите луѓе, но луѓето биле заспани и не ја откриле. Човекот станува Богочовек само кога ќе го победи стравот. Дотогаш тој е само преплашено суштество кое го чека Бога, Создателот на светот, да му ги открие тајните. Но Господ ретко навраќа кај заспаните. Моќта што си замислуваш дека Бог ја има е само во тебе. Таа ти е дадена да ја користиш безгранично и ти самиот си само мал дел од неа. Се додека не научиш да ја користиш супериорноста на твојот мозок, како Богочовек ти си заспано ништо. Создателот на човекот се потрудил да му додели се што е потребно за да функционира како Богочовек. Тоа на едноставен начин се објаснува вака. Кога се гледате во огледало, вие го гледате сопствениот одраз во огледалото. Ако го фрлите и тоа се скрши на 1000 парчиња, во секое парче ќе го видите вашиот лик, но сега под различни агли и на 1000 различни начини. Како вие се поместувате, така се поместуваат и аглите и добивате 1000 одрази, па уште 1000 и се така до бескрај во круг, напред-назад во различни радиуси. Значи, секое скршено парче е уникатно и секој поглед во скршеното огледало од различен агол е уникатен. Така и секој човек е единствен. Намерата на Создателот не била да има апсолутна контрола и манипулација над вас, туку да не направи посебни. Секој има свој живот, со свое лично искуство кое постојано го надградува и според тоа секој напредува во зависност од своите способности за правење мисловни комбинации. Човекот самиот ја пишува својата животна книга како што ќе ја замисли. Досега, ниеден човек на земјава не бил казнет од Бог дојден однадвор, само Богот на човекот го казнува него однатре. Кога стрелецот ќе ја промаши метата, тој вината не ја бара во ветерот, туку во себе си. Конфучије. Секој човек
Сгрешил во нешто, зашто се покајал и се казнил себе си. Дури и да не се казнил, самиот него го казнила неговата подсвест. Колку е човекот на повисоко ниво со грижа на совест, толку повеќе и побрзо се казнува за грешките за кои знае дека ги сторил и дека на некаков начин ги повредил правата на другите. Подсвеста е Бог што ќе иницира самоказнување секогаш кога човекот намерно ќе направи зло. Таа ги опфаќа сите постапки и мисли и наредува нивно реализирање. Ако вие за некого кажете или му сторите нешто лошо, подсвеста тоа го разбира како вие да го барате за вас. На секој човек му е овозможено да ја користи својата подсвест, но тој ја користи само минимално и инстинктивно. Моментите кога се подпираме на нашата подсвест, ги раскажуваме како чудни виденија за кои сме биле известени претходно, но не сме знаеле од кого и како ни се пратени. Подсвеста е една од најдлабоките мистерии на постоењето. Кога ќе научиме како правилно да ја користиме, таа не прави бого-човек. Колку совршено Создателот го решил проблемот во врска со начинот на самоконтрола, со чија помош луѓето не можат да станат ѓаволи без да платат за тоа. Ова е најдобар доказ дека само бого-човекот во нас, подсвеста, може да не казни. Затоа се вели дека убаво е да се молиш и да го бараш Господ на небото и над земјата или каде што можеш да замислиш дека е, но нема да го најдеш додека не си дзирнеш во своето срце и душа. Човекот е единствен кој е свесен за својата душа и затоа тој може да допре преку неа до Бога. Токму затоа и во Светото писмо се вели: приди му на Бога и тој ќе ти приде. Злото има контрола над луѓето само поради фактот што тие самите не знаат колку се моќни и дека злото е илузија. Кога човекот го открива Бог во себе, тогаш и пеколот се тресе од страв затоа што ја губи контролата над човекот кој се ослободува од злото и стравот. Само тогаш човекот може да слушне како бијат камбаните на рајот и како сите ангели ја пеат најубавата песна за него. Сите мистерии се откриваат кога ќе постигнеме единство со благословениот и тогаш ние започнуваме се да разбираме. Мудроста и слободата се целите во таа голема епоха на светлината. Оние што во се го гледаат Бога, го чувствуваат блаженото вибрирање на бескрајното присуство кое не може да биде опишано. Колку е прекрасна Вселената за оној што се слеал со Бога и кој го знае божествениот план. Од блажениот пророк. Создателот или Бог, кој во оваа студија го нарекувам универзална интелигенција, се потрудил да се вгнезди само во човекот од сите живи суштества во светот. Таа сила му подарила разум и свест, благодарение на што човекот се здобил со особини кои што го прават толку различен од сите живи суштества на планетава. Разликата е толку голема, што искрено се надевам дека кога ќе ви набројам само дел од особеностите што произлегуваат од таа главна единственост на човекот, ќе го разберете следното. Само на човекот му е дадено право да биде надмоќен над сиот жив свет и да има контрола над него. Само човекот може да се промени кога ќе посака и со тоа да ја промени својата иднина и да ја испише, верувајќи дека таа ќе биде онаква каква што тој ја замислува и ја посакува. Само човекот има моќ за надградување и духовно созревање, за спознавање на самиот себе. Единствено човекот може свесно да ја поттисне својата енергија, да ја трансформира и да ја придвижи во нова димензија, од негативна во позитивна и обратно, со медитација и концентрација на мислите. Единствено човекот може да одбира комбинации на мисли со што ќе ги поедностави и ќе ги реши сите проблематични ситуации во животот. Единствено човекот во длабочините на своите мисли е во постојана борба со двете спротивставени сили, злото и доброто, самиот создавајќи позитивна и негативна енергија. Единствено човекот од најмали нозе
Трага по одговори на прашањата поврзани со сопственото спознавање. Само човекот може да се приспособи на различни временски услови и простор, на студено, на топло, и да поминува одредено време во воздух, под вода и така натаму. Само човекот може да се преправа дека не го разбира она што многу добро го разбира и никој да не се посомнева во тоа. Само човекот со помош на хипноза може да навлегува во универзалната меморија и да го види минатото преку подсвеста. Единствено човекот може толку јасно и разбирливо да зборува и да биде разбран од околината. Единствено човекот е писмен и со свое писмо комуницира со другите. Само човекот може да зборува на повеќе јазици и да се разбира со други народи. Само човекот има емоции, поради кои може да плаче и да се смее. Само човекот има его и суета, кои што го попречуваат во природниот развој и го контролираат во постапките. Само човекот може да визуелизира и со помош на имагинацијата да оди каде што ќе посака. На светот најбрза е мислата, со неа се стигнува најдалеку. Единствено човекот сам свесно може да изврши агресија врз себе, да се самоуништи, поточно да си го одземе животот. Единствено човекот знае дека само смртта е постојана и дека по животот доаѓа смртта. Тајната за Бого човекот е една од најголемите вистини која што човекот со својата ограниченост и предрасуди се уште не е подготвен да ја прифати во целост. Човекот слепо верува во нешто возвишено, му се покорува и се плаши од него, без да свати дека всушност се плаши од самиот себе. Соочувањето со себе си и трагањето по смислата за неговото постоење е најтешката задача за секој човек. Тоа е главната причина што човекот е во постојани конфликти со своето јас и со фактот дека е тука и сега, без да му припаѓа ниту на минатото, ниту на иднината. Најголемото откритие на мојата генерација е фактот дека луѓето можат да си го сменат својот живот, менувајќи ги своите ментални ставови. Вилијам Џејмс. За да биде Бог, тој треба да ја има целосната контрола врз себе. Во спротивно, тоа е само една мала единка која е манипулирана од нешто, за него повозвишен Бог. Неспособен сам да расудува, тој лесно станува мета на различни програмери кои стануваат кројачи на неговата судбина. Не заборавај, ти си совршенство што досега не постоело и кое што нема да постои до крајот на светот. Човекот е Бого човек затоа што му е дадено правото сам да си го креира животот и иднината, како што тој самиот ке замисли и посака. Се што постои на оваа планета е создадено да биде во функција на највисоката форма на интелигенција – човекот. Досега ни беше непознато како да го искористиме нашето право да бидеме Бого човек. Супериорноста да креираме со избирање комбинации на мисли е најголемата моќ во Вселената што ни е дадена и која што свесно може да ја користиме. И сега, додека слушате, создавате своји мисли и правите креации, ги надградувате овие мисли со ваши собствени непознати за никого. Токму затоа постојат различности меѓу луѓето. Некој кој свесно чита и е присутен со мислите, се надградува со она што го прочитал. Друг пак е заспан и ја пропушта содржината на можните комбинации за креирање. Само човекот може да го користи законот за привлечност како што тој ќе посака, за позитивни или негативни цели. Со ова му е дадена слобода да прави многу повеќе од она што сам е свесен дека може да го прави. Свесно да ги создава работите како што ќе посака. Милиарди луѓе досега се родиле и умреле на оваа планета, но ти си еден и единствен и таков како тебе не ќе може да се роди се додека постои светот. Ти имаш единствена ДНК, неуништивост. Твој очаен отпечаток на прст, боја на глас, комбинација од мисли и така натаму. Ова го потврдува науката и медицината. Феномен на природата е да бидеш човек, највозвишено и супериорно нешто кое дури може да се нарече Бог.
Секој оној кој ќе го осознае ова, започнува да патува кон ново, повозвишено ниво, исто онакво какво што користеле оние за кои читаме во историјата. Запомнете, секој е најпрво Бог за себе, потоа за се останато. Она што немаше кој да не научи досега е несогледливата моќ која што ја поседуваме како креатори на сето она што искрено ќе посакаме да го добиеме, со контрола на нашите собствени мисли. Тајната на Богочовекот се крие во љубовта, хармонијата, среќата, со чија помош се доаѓа до сите изобилства на планетава. Сето ова го поседува секој човек, но некој ќе го открие порано, некој подоцна, а некој никогаш. Твој е изборот кога ќе ја откриеш тајната сега, по 10, 20 години или никогаш. Оваа вистина е непроменлива и за секогаш ќе остане таква. Твое да одбереш кога ќе ја откриеш и прифатиш вистината. Секое утро ви нуди две можности: да продолжете со спиење и сонување или да станете и да почнете со остварување на вашите соништа. Изборот е ваш. Непознат автор. Сега стани свесен за својата неповторливост. Започни да го живееш својот живот онака како што ти сакаш, на свој собствен начин. Покажи му ја на светот својата единственост и целиот свет ќе те поддржи во секоја твоја идеја. Откри го Богочовекот во себе без разлика, дали веруваш во некој Бог или си атеист. Разбуди се. Бог те сака и затоа се вгнездил во тебе. Будење свесност. Постојат три вида луѓе: оние што гледаат кога ќе им биде покажано, и оние што не гледаат. Леонардо да Винчи. Многу пати сме се запрашале за суштината на нашето постоење и за нашата големина, без да бидеме свесни дека сме само квантна честичка за планетава. Всушност, ние за неа сме само она што е невидливата квантна честичка за нас, доколку истата логика се користи за односот Земја-Вселена, ќе се согледа дека таа всушност е иста таква честичка, градиво за на бесконечноста. Таквата поставеност на нештата на најасен начин зборува за нашата големина, за оној дел од нас кој свесно или несвесно повредува други луѓе, воден токму од тоа величество, без да бидеме свесни колку всушност таа е занемарлива во однос на се останато. Сепак, ако само една алка од овој синџир престане да постои, постоењето на останатите ја губи смислата. Најубавата вистина на овој свет е будењето на свесноста. Будењето е тајна вистина која луѓето ја бараат насекаде, а не знаат дека таа тајна е во нивните срца и мисли. Поголемиот број од луѓето се заспани. Така се раѓаат, така живеат и на крај умираат заспани, никогаш не будејќи се вистински. Тие луѓе не се свесни за она што го слушаат и гледаат. Затоа живеат во потполна темнина, не познавајќи ја светлината и пријатното чувство да се биде буден. Многу луѓе живеат механички, потпирајќи се на своите инстинкти кои произлегуваат од механичките емоции. Тие луѓе не се свесни дека живеат во бунило и во кошмар, без да знаат дека тие не го користат умот, туку дека тој ги користи нив. Токму затоа пред илјадници години македонецот Сократ велеше: несвесниот живот не е вреден да се проживее. Исто како и Хераклит кој рекол: будните луѓе се како оган, а другите се поспани. Духовните лидери на старите цивилизации од секогаш го барале одговорот на прашањето како се постигнува живење на мигот. Уште од најстарите времиња нашите предци ја знаеле вистината за свесноста. Луѓето кои се заспани и кои не знаат што да прават во својот живот, се преокупирани со дилемите што ќе прават во наредниот живот. Тие се луѓе кои залутале на земјава барајки го патот до небото. Добар показател за вашата будност е сознанието дека не ве интересира што ќе биде во некој иден живот. Воопшто не оптоварувајте се со такви мисли, тоа е неважно.
Бидејќи неговото влијание беше сеопфатно и огромно, луѓето чувствуваа дека Буда е повеќе од човечкото суштество. Дали си ти Бог? Го запраша. Не, одговори Буда. Дали си ангел? Не, одговори Буда. Тогаш, што си ти? Запрашаа луѓето. Јас сум разбуден. Зен приказна. Секој човек може да се разбуди во моментот кога вистински ќе го посака тоа. Будењето и самосвесноста, како сознание, да се биде тука и сега е најубавото нешто што може да се добие. Да се биде присутен во секој миг од животот и да се заборави на минатото без да се мисли на иднината, тоа е конструктивност на сите полиња. Тоа е почетокот на раѓањето во духовна смисла, со што ќе исчезнат деструктивноста и губењето време. Успесите ќе започнат да доаѓаат од сите страни, ќе почувствувате елан во животот и ќе видите како ви се отвораат сите врати. Среќата и успехот се секаде околу вас. Најчесто, некои од луѓето на Западот се будат во подоцнежните години од животот за разлика од луѓето на Истокот, кои порано стапуваат во брак, се соочуваат со животните проблеми, предостанатите па се принудени да созреат пред нив. Сите успешни луѓе созреале многу порано пред да станат тоа што се. Оние па кои заспани го поминуваат животот, не се ниту свесни дека најлошо е да не се побара од животот она што се сака и да се умре со копнежот по нешто што им било на дофат. Потребно било само да се разбудат, за да им се оствари тој копнеж. Ова исто како приказната за орлето кое паднало од гнездото меѓу кокошките. Целиот свој живот тоа клукало како нив и водено од инстинктот подлетнувало, но никогаш не летнало. Пред неговата смрт здогледало огромна птица на небото и ги прашало кокошките. Што е ова? Тие му рекле, таа птица е господарот на небесната шир. Но нам не ни е местото таму, туку овде, на боништево, да бараме храна. Орлето умрело, немајки кој да го разбуди, а тоа не го сторило ни неговиот инстинкт. Умрело заедно со неговиот копнеж, барем еднаш да се вивне во височините, не знаејќи дека оној што летал над него бил неговиот брат од истото гнездо. Во животот речиси секогаш е така. Колку повеќе се доближуваме до крајот, толку повеќе ни се избиструваат работите. Тогаш ни стануваат јасни и причините и последиците за реалноста. Би било добро кога младоста би знаела се што може, а староста би можела се што знае. Бурманска поговорка. На денешниот ден радувај му се денес, а на утрешниот утре. Сегашниот момент и денешниот ден е единственото нешто што го имаш. Тоа е содржината на животот, а се останато е суета. Живејте го овој и секој ден како да ви е последен. Во суштина тоа е променливост на времето што постои во краток миг. Запомнете дека утре е измислен збор за нашите деца, а вчера им припаѓа на неразбудените старци кои немаат повеќе што да пребројуваат бидејќи заспано го поминале нивниот живот. Заборавете ги неуспесите од вчера, а игнорирајте ги проблемите што ќе дојдат утре. Не дозволувајте грижата и стравот за утре да ви го одземат денешниот ден. Не очекувајте го злото што можеби никогаш нема да дојде, дури и ако дојде, зошто да го преживувате по неколку пати? Сите несреќи се повикани од заспаните луѓе. Будните луѓе знаат како да се заштитат од сите грижи и несреќи. Заборавете на грижите. За нив е задолжена подсвеста. Нивното решавање е во моќта на подсвеста и таа е создадена за тоа. Подсвеста е активна 24 часа на ден и е поспособна од свеста. Свеста само и создава проблеми на подсвеста, кои што таа мора да ги решава постојано од раѓањето до смртта. Самосвесноста е првиот чекор за да се започне со решавање на сите проблеми. За да станеш самосвесен, значи да ги откриеш сите болки предизвикани од емоционалниот отров. Будниот човек воспоставува контрола над своите чувства, менувајќи се сами од себе. Заспаниот човек не мисли на својата промена, туку се труди
да ги промени другите и нивните чувства, несвесен за собствените. На ваквиот човек, кога му ја покажувате месечината со прст, тој го гледа прстот, а не месечината. Ако другите околу него се исто така заспани, се плашат да го кажат она што навистина сакаат да го кажат. И така постојано се жртви на терор. Тоа едноставно се вели: не е лисицата паметна, туку кокошката е глупава. Будењето во вас ќе предизвика свесно селектирање на мислите и целосна контрола над свесниот ум, а со тоа и контрола над подсвесниот. Ова ќе направи секој ден да добивате се поголема моќ и контрола врз секоја ситуација. Многу луѓе се надеваат дека ќе живеат, но никогаш не живеат. Тие постојано се во потрага по нешто што е таму, не знаејќи дека ова овде е подобро од тоа таму, несвесни дека сегашниот момент е составен дел на денешниот ден. Само она што ќе се разбере, ќе може да се промени. Нештата што треба да се променат речиси секогаш први се јавуваат бидејќи се најсилни. Нив ќе ги препознаете по тоа што за нив се држите најцврсто и не сакате да ги промените. Прво ќе ви се јави минатото што треба да го благословите, да простите и да го заборавите. Само вака ќе ја откриете среќата на иднината што е содржана во денешниот ден. Кога ќе им простите на сите и на себе си, ќе се исчистите од негативните емоции и ќе се исполните со мир. Па ќе прогледате јасно и ќе действувате брзо. Секоја понудена можност ќе ви предизвикува среќа. Колку и да е лоша таа можност, од неа ќе го извлечете најдоброто, а другото ќе го отфрлите и ќе го заборавите. Процесот на будење најчесто е бавен и бара само контрола и трпеливост, но кога постојаните илузии и фантазии ќе почнат да исчезнуваат, на нивно место ќе дојде реалноста. Животот е само огледало и тоа што го гледаш таму, треба прво да го видиш во себе. Воли Амос. Во животот се случува и молскавично будење на свеста. Тоа се оние моменти кога одеднаш се буди вашата свесност, а се случува најчесто кога сте соочени со одреден страв, односно со страв од сопствената смрт. Таков настан може да ве промени и да ве разбуди толку многу, така што самите нема да може да се препознаете. Она што сака да ве убие, а нема да успее, само ве зајакнува, ве буди за да можете останатиот дел од животот да го поминете, осознавајќи ги вредностите што досега не сте ги забележувале. Такви се моментите поминати во војна, моменти на изнемоштеност од глад и жед или некоја елементарна непогода кога со денови човекот е под рушевини, при авионски несреќи кога е изгубен во џунгла, пустина, на море. Тогаш се будите, а вашето его и суета исчезнуваат. Тоа се случува во некои тешки моменти во мигот на будење, кога станувате чисти и продуховени. Постојат илјадници настани што можат да ви удрат шлаканица во животот, од која ќе станете свесни за идните случувања. Понекогаш, во одреден момент, доволна е една мисла со силна емоција за да ве разбуди од сонот наречен заспан живот. Страдањата, маките и болестите се плод на заспаните маси и народи. Колку народот е позаспан, толку е полесно да се манипулира со него со помош на политиката и зборовите. Изобилството и здравието се најприродна работа и право на сите луѓе на земјата, а не се привилегија само на мал процент кои сакаат да живеат убаво и среќно на сметка на тугите најсреќи. Нема потреба вредноста на мирот да ја дознаваме преку цената на војната, страдањето и болестите. Досега за вистински разбудени луѓе се велеше дека се чудни само затоа што не се вклопуваа во општествените норми и стандарди. Следните децении ќе бидат години на созревање на сите луѓе на планетава затоа што времињата се менуваат со голема брзина. Оние кои сакаат да научат нешто ново, стануваат успешни и секојдневно ги достигнуваат зацртаните цели во животот. Спротивно на нив, оние кои не се надградуваат, остануваат закопани во жив песок се додека не се разбудат.
Известно е дека се поголем број луѓе стануваат самосвесни за собствените вредности. По многобројните трагања по Господ на небото и во се на земјата, луѓето ќе го пронајдат во себе, како резултат на зголемувањето на индивидуалната свест. Тогаш ќе следи сознанието дека на планетава постојат толку богови колку што има луѓе. Така многу полесно ќе може да комуницираме со универзалната меморија каде што се наоѓаат сите одговори, а меѓу нив се и оние по кои копнееле милиарди луѓе од зачетокот на светот. Кои сме ние, од каде доаѓаме и каде одиме? Кој е единствениот пат? Лично искуство. Кој е патот? Оди. Покажи ми го правецот. Кој е патот? Почни да чекориш. Умон Зен учител. На почетокот сето ова ќе биде неприфатливо за многумина, но не е далеку денот кога тоа ќе стане секојдневие. Ќе се создадат креативни јадра во чии редови ќе се регрутираат луѓе кои имаат голема мудрост и енергија и тие ќе бидат носители на масовното будење на целата планета, независно од возраста на оној што посакал да се разбуди. За никого не е доцна да го направи тоа. Секој човек тешко ги прима промените, затоа што е потребен напор. Единствено поради ова човекот живее со старите навики, притоа прашувајќи се зошто не му се случуваат промени кон подобро. Затоа не очекувајте да забележите промени околу вас, ако најпрво вие самите не се промените. Невидена лудост е да чекате некого, а да не сте го испратиле некаде со некаква цел и активност за подоцна да се врати. На будните и свесни луѓе ништо не може да им се наметне. Тие самите знаат што не треба да прифатат и што е добро за нив. Токму затоа, овие луѓе брзо ги примаат добрите идеи и тешко или бавно ги менуваат. Луѓето не сакаат да ги менуваат или да ги искоренат своите стари навики и ретко го прават тоа. Ним најтешко им паѓа размислувањето да променат нешто кај себе, несвесни дека таа промена е најубавото нешто што може да им се случи. Тие секојдневно ги работат истите работи, ги прават истите грешки, трошејќи го животот за се и сешто, но не и лично за себе. Поради ова себезалажување, човештвото е заспано и илјадници години. Целта на животот е да се живее, а да се живее значи и да се биде свесен, радосно, опијането, спокојно, божествено свесен. Хенри Милер. Мал е процентот на свесните и вистински будни луѓе кои не ги пропуштаат можностите да ја зграпчат идејата и да започнат да ја реализираат веднаш и сега. Нив многу лесно ќе ги препознаете. Тие се успешните луѓе околу вас кои точно знаат што сакаат од животот. Овие луѓе знаат дека времето е содржина на животот и затоа не го трошат безцелно. Ова е тајната на нивната успешност. За нив не постојат тешки работи и не бегаат од нив како другите затоа што уживаат во она што го работат. Тие сакаат да применуваат се што мислат дека ќе им го подобри животот и опстојувањето. Тие многу добро знаат дека никогаш ништо не се случува надвор од сега и овде. Но обичниот човек тешко се менува и токму поради тоа се именува обичен. Тој треба да доживее чудо што ќе работи и ќе мисли за него без да вложи некаков напор. Таквиот човек сакат за ништо да добие нешто. Но не постои нешто во светот што би можело да се добие за ништо. Дури и ако некогаш се случи тој да добие нешто на таков начин, тоа е искушение што ја тестира неговата свесност. Па така, ако добие пари од игри на среќа или од наследство, него ќе го зафати таква еуфорија што покрај тие пари ќе ги потроши своите. Човекот во еуфорија реагира емотивно и само емоциите можат најбрзо и најлесно да го освестат. Емоциите се најзначајниот фактор за сите промени кај човекот. Подсетете се на оваа реченица и добро запомнете ја, за да не останете до крајот на животот нешто што не би сакале да бидете. Луѓето многу тешко се менуваат, надевајќи се дека има време за промени. Тие не превземаат ништо, мислејќи дека не е вистинскиот момент за тоа. Поради тоа што тие се преокупирани со многу обврски и имаат безброј недовршени работи, ќе ви речат: сега немам време,
Оној кој ќе ви каже дека нема време, тој го има во изобилство. За се има време. Кога човек е свесен и знае да си го организира животот, наоѓа време за се. Само заспаните луѓе немаат време, особено заспаните по материјални добра. Ним да им го дадеш и целиот свет, нема да можеш да ги разбудиш. Лакомоста и алчноста се кратци на времето, исто како и летаргичноста. Со неприфаќање на новото и убавото, човекот не се издигнува над животинскиот свет што функционира со инстинктивно размислување според принципот на навиките. Заспаните луѓе се мрзливи и незаинтересирани. Тие се задоволуваат со сосема малку, само поради тоа што не сакаат да бидат присутни во секој момент од својот живот и да ги учат лекциите на животот од добрите, но уште повеќе и од лошите моменти. Биди господар на својата волја, а слуга на својата совест. Демостен. Секогаш постојат две вистини, лажна и реална. Двајца имаат различно мислење за иста работа и секој е убеден во својата вистина, во она што тој верува. Многу е тешко да се смени мислењето што со години се формирало и веќе е длабоко навлезено во човекот. Светот напредува со голема брзина и се менува, но она во што самите сме се убедиле тешко ни паѓа да го промениме дури и кога знаеме дека не сме во право. Ова е основната причина за нашето тапкање во место во однос на некои луѓе кои напредуваат во сите сфери на животот. Дали амбицијата ќе лета или ќе лази, зависи само од тебе. Ако денес се разбудиш од пеколот на заспаноста, во останатиот дел од животот ќе го откриеш рајот во себе и секаде околу тебе. Разбуди се. Промени ги своите мисли. Размислувај за промена што ќе те направи тоа што ќе посакаш. Техниката што ќе ја научиш со помош на нанодианетика е најбрза во однос на сите други техники што се откриени досега. Испробај ја денес и веќе утре се ќе се промени токму како што ти тоа си го замислил. Секој човек е љубопитен за се што е интересно, ново и несекојдневно. Неговиот инстинкт за истражување се буди веднаш, за да се надгради со нови информации преку откривање и учење. Светот е толку интересен колку што сме ние љубопитни. Светот е сцена на која секој ја игра својата улога. Вилијам Шекспир. Тоа е природно и нормално, бидејќи неговиот мозок е создаден за тоа, но ти си тој што го блокираш мозокот и не му дозволуваш да го работи она што најмногу го сака, она за што е создаден. Твојот страф е најголемиот непријател од сите новородени идеи. Важен е фактот дека сите заспани луѓе, кога ќе им се случи нешто убаво, причината ја бараат и ја наоѓаат во себе, но секогаш кога ќе им се случи нешто непријатно, причината ја бараат во другите. Со овој чин тие несвесно си одземаат енергијата, обвинувајќи ги другите за се што им се случува. Запомни дека само простиот ги обвинува другите, а благородниот човек се обвинува себе си. И само затоа е благороден. Никогаш повеќе не обвинувај ги другите. Со тоа самиот свесно си ја одземаш енергијата. Сега кога го знаеш ова, нема повеќе назад, па ако не започнеш да го применуваш тоа врз себе, не постои друг збор со кој што би се нарекол самиот, освен со изразот заспаната будалетинка. Не постојат заспани убавици и принцови, освен оние кои ги сретнуваме во бајките. Подсети се на некоја лоша случка или несреќа. Замисли како ќе те снемаше за миг. Соочи се со смртта и не бегај повеќе од неа. Тогаш таа нема да те прогонува и ќе заборавиш, како воопшто да не постоела. По ова будењето ќе биде неизбежно. Не заборавај дека едно од правата што ни се дадени на сите е правото да се промениме секогаш кога тоа ќе го посакаме. Секој човек е подложен на постојани промени, бидејќи и светот во кој што живееме е непостојан. Промената постоела од секогаш и ќе постои се додека постои светот. Се е релативно, само промената е постојана. Наутро изговори ја следнава реченица. Се будам среќен поради денешниот среќен ден. Се будам во сегашниот миг и од денес сум свесен за мојот живот. Од сега па натаму веќе никогаш
нема да бидеш истиот. Денес ти се отвора вратата низ која ќе избегаш од твојот кафез, во кој никогаш повеќе нема да сакаш да се вратиш. Денеска ти се пронајде себе си. Ти си буден и таков ќе останеш за секогаш. Живеј го животот онака како што од секогаш си сакал да го живееш. Веднаш одлучи се да го живееш животот од миг во миг, секој ден се посвесно и се подобро. Ке го изгубиш само она што не го сакаш, за да го добиеш она што толку силно си го посакувал. Ке се пронајдеш себе си.